конкурс е да се поттикнат младите да преведуваат од повеќе јазици и да се вклучат преведувачи од повеќе националности за да се збогати културната ризница преку книжевниот превод. Така е и годинава и се надеваме дека покрај формалната награда ова признание ќе им даде самодоверба да продолжат да се развиваат во оваа насока и да остават свој печат во културниот живот. Особено ми е драго што новиот амбасадор на Европската унија Дейвид Гир е тука со нас и ќе имаме честа да ги врачи наградите. Сега го поканувам председателот на организациониот одбор на наградата за најдобар млад преведувач Вавилон, Огнена Никулски, да ви каже повеќе за значењето на наградата и за процесот низ кој се одвива конкурсот. Почитувани присутни, особена чест и задоволство ми е што денес во оваа пригода има можност во свое лично име и во името на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија да му посакам топло добре дојде на ново назначениот амбасадор на ЕУ во нашата земја, неговата екселенција амбасадорот Дейвид Гир, и да му посакам пријатен и плоден престој во нашата земја. Им се заблагодарувам и на сите присутни за одвоеното време. Ова е особено интересна и важна пригода, завршница на 7-то издание на наградата за најдобар млад преведувач Вавилон. Литературата ни овозможува да дзирнеме и да го доживееме светот на се она што било и на се она што е, но и на она што може да биде. При тоа се бришат далечините, границите, времето и сето тоа станува достапно. Но за таквото доживување да биде достапно, треба да се премости јазичната бариера. И тука стапува на сцена благородната мисија на книжевните преведувачи. Преведувачот мора да влезе во мислите и во душата на писателот, да ги одгатне неговите со збори скажани, но и неискажаните мисли, чувствата, стравови и радости, и тоа да го преточи во својот печаток, разбирлив и препознатлив за луѓето со кој го споделува јазикот. Значи, преведот не е активно само на репродукција, туку на создавање, што ги обединува и активира сите духовни сили на единката, интелектот, интуицијата, емоциите, фантазијата, волјата и меморијата. Преводот е и порта низ која доаѓаат цивилизацијските вредности на човештвото и креативна активност која овозможува да се збогати и да се утврди јазикот на кој се преведува. Токму затоа, и како поддршка на потребата да им се овозможи на младите кои сакаат да придонесат кон збогатување на културната ризница преку литературен превод, делегацијата на Европската унија и ние, како Сдружение на преведувачи и толкувачи на Република Македонија, еве по 7-ми пат ја доделуваме наградата за најдобар млад преведувач Вавилон. Единствена од таков вид, затоа што подразбира оценување на преводи од повеќе изворни на повеќе целни јазици, но со силен акцент врз младите. Конкурсот кој денес го одбележуваме овде со нови победници е наменет за оние кои се на почетокот на својот творечки живот, на младите. Ним им предстои надградување и творечко созревање. Созревањето ќе биде дел од нив до крајот на животот, како што е дел од сите нас кои длабоко сме вдишали и сме се заразиле со преводот, со потребата и на други да им го пренесеме она што им е недостапно, да го видат светот од онаму од каде што се. Ова е единствена можност сите јазици кај нас да се приклучат во обидот да им се даде можност на младите креативни луѓе што се занимаваат со превод да се потврдат себе си и тоа да се одбележи. Со тоа се дава поттик кон збогатување на преводната литература на сите јазици што се зборуваат во нашата земја. Тоа ќе биде избогатување на вкупната преводна ризница на Македонија. Оваа година на конкурсот се пријавија 8 млади преведувачи на 4 изворни јазици: англиски, италијански, германски и шпански и 2 целни јазика – македонски и албански. По двојазичната и еднојазичната проверка ги добивме победниците. Им посакувам успех и радости во животот и професијата. Годинава се одлучивме за еден нов сегмент на настанот и пред да ги објавиме победниците, по случајен редослед ќе прочитаме по еден краток пасус од преводите, што влегува во потесен избор за наградата. Ова е првиот превод. Нема да го кажам името на преведувачот и насловот.
Значи вели вака. Кај артичоката ме мами нејзината природа, горделива и раздразлива, нејзината умешност да ги боцка и дамкосува рацете, жилавата природа на темнозелената брактеа, светлата мекост на нејзините внатрешни делови. Зачудувачка е нејзината преобразба при готвењето на пареа или при пржење, при што најнепопусливата влакнавост се претвора во најтрогателната попусливост. За време на вечерата, артичоката ти налага да ја срушиш кулата од зборови. Те принудува да се задржиш за миг на нејзините миризливи ноти, да обмислиш. Ме бендисува и фактот дека се смета за заколнат непријател на сомелиерот поради присуството на цинаринот, што ги блокира рецепторите за благо на јазикот, така што комбинацијата со кое било вино е речиси невозможна. Но за сметка на тоа, чашата со вода ја претвара во најслаткиот пијалок што може да се замисли. Артичоката не наседнува на лесните обиди за заведување. Решена е да се држи молкум на својата позиција. Непрестано и припишуваат благотворни својства, но таа умее добро да ги крие. Доколку би требало да се поистоветам со тип на зеленчук, тогаш сигурно би ја избрала артичоката. Еднаш дури ја скратив косата за да заличам на неа. И можеби за да го испровоцирам Лука, кој всушност се разлути, својствено за него кога ќе се онерасположеше. Не го избрав случајно името на мојот мал ресторан. Едната половина од него во Кастело. Сега ќе продолжам со пасус од вториот превод. Пст! Гизела го стави прстот на устните. Ти си навистина дрво пијана. Еве, и ја подаде картичката од колхазе на својата колешка. Треба да се јавиш во полициската станица. Роси си го стисна носот и зборуваше со што е можно подлабок глас, што малку звучеше како некој робот. Добар ден, ја добивте ли листата? Појасно, но и понатаму со притиснати ноздри повтори. Ја добивте ли црната листа? Се чинеше дека од другата страна на линијата не ја разбра ништо, или пак се работеше за тактика на одложување, за да се следи повикот преку уред за прислушкување. Гизела беше подготвена да прекине, држејќи го прстот на телефонската вилушка. Роси енергично одмавна со главата. Сакаше да дознае. Ве молам, проверете ги сите лица од таа листа. Па листата што ви е пратена преку препорачено писмо. Не, јас не бев тоа. Ја имате ли листата? Повторувам, ја имате ли листата? Јане Олденбург, Грегор Лемпке, Керсин Милер, Кристијане Ломајер. Ве молам, проверете ги овие лица и пружете им полициска заштита за да не дојде до уште една несреќа. Ве молам, проверете ја и Карин Блом. Карин Блом итно да биде проверена. Грегор Лемпке не е жртва од несреќата. Тоа беше атентат. Не, јас не бев тоа. Ви благодарам многу. Спушти и почна да грака. Гизела погледна вознемирено кон четворицата кои беа пред рибарницата, пред да ја повлече Роси настрана. И сега ќе прочитам и третиот превод на македонски. Во последните неколку години, заробена во сериозна зависност од препишаните опијати, психичката состојба на Френк знаеше да скршнува од она што се нарекува кохерентност. Некогаш по телефон си беше стариот Френк, се жалеше за казните за паркирање или саркастично го нарекуваше Нейтан Параилија. Се мразеа еден со друг, а јас посредував во таа омраза и тоа на начин што се чувствував женствено во права смисла на зборот. Понекогаш пак Френк имаше поинаков двојник, безизразна и некако невина личност што безначајно ги повторуваше работите и оставаше долги интервали на тишина кои се трудев да ги пополнам. Мене повеќе ми се допаѓаше првиот Френк, што барем имаше смисла за хумор. Пред да му диагностицираат леукемија, си поигрував со описот на Френк како насилен татко, кога ќе се отвореше темата на некоја забава во кампусот. Сега имав малку грижа на совест. Беше непредвидлив, ама не бев нешто многу преплашена, па да се склопчам од страв, а обидите за манипулација, иако сериозни, никогаш не влијае на мене. Не бев осетлива на нив. Емоционално се сметав себе си за мазно, тврдо топче. Не можеше да ме дофати. Само ќе се истркалав. Сега ќе ја поканам колешката Ариета Волина да го прочита текстот на албански. Shumë njerëz u pëlqen të kujdesen për të tjerët. Në të gjithë gjendet diçka që ngjason me misionin e tyre në jetë. Çdo njeri dëshiron të kujdeset për malvën, por edhe pse nuk është e lehtë të dallosh nëse ajo i pëlqen apo jo. Përkundrazi urren që dikush të kujdeset për të. Ajo vështron me sytë e saj të rumbullakët, qarqet e errta nën sytë dhe buzëqeshjen e saj, paksa përqeshëse dhe nuk thot asgjë. Por i lejon të tjerët për të kujdesen për të. Një ditë u ndesha me malvën në ndërtesën ku prindërit e mi banuan aq kohë. Ajo nuk dinte. U habit kur u takuam dhe u gëzua që u pamë. Gjithmonë gëzohet kur has në diçka që e njeh.
Të krijoj përshtypjen që Malva është një person gazmor, i pëlqen të përçaj hare, por ndonjëherë njerëzit të cilët e shoh të bën të hamendësojnë se është shumë e vetmuar. Atë pas ditë mua më duket shumë e vetmuar. Tani duket më pak. Thot se po e merr veten. Kur e takova, ajo ishte rrugës për të takuar vëllezërit trafikant. Ndoshta ajo nuk ishte lutur mjaftueshëm si fëmijë. Ende lutesh? Благодаря. Сега го поканувам амбасадорот на Европската Унија, Дейвид Гир, да ви посака добре дојде и да го најави новото издание на Вавилон. Well, dear friends, I see it's a great mistake to agree to speak after texts like that, because I simply can't compete with what you've just heard and which I found so engaging. Nevertheless, I'm really delighted to be here. The great Italian writer Italo Calvino once said, without translation, I would be limited to the borders of my country. The translator is my most important ally. He introduces me to the world. And I'm delighted to be here on the eve of the European Day of Language to honor these allies of writers. In fact, the term allies of writers, I think some writers would take issue with. When I think of the great Argentinian writer Borges, he would certainly have said that translation in itself is an act of creation, and the translator is a creator too. But in any event, what is sure, translators undertake the noble task of making national literatures universal. They are people who cherish their own language and make thoughts written in it resonate beyond borders, or bring home wisdom written in other languages. It's about people who enable cultural exchanges, and that is one of the greatest assets of the European Union. Through good literature, we learn about other places, other lives, other events. We learn about others as much as we learn about ourselves. We exercise empathy and we become more self-aware. We may validate our views or we may question our views. We discover joy and we uncover fear. We learn that our longings and our weaknesses are universal. And most of all, and I think that's a message particularly these days in the time of COVID, we are not alone. This enriching, transformative and uniting power of literature would certainly not be possible without you, the translators. Hence, I feel honored, shortly after taking up my duty here, to announce the winners of the Babylon Award for Young Translators. And I hope that by the end of my mandate, I'll be able to enjoy reading the original translations themselves. And before we hear the names, let me announce the 2021 edition of Babylon, and we hope to receive numerous applications and many quality translations, and I hope to be back here this year, this time next year, with no masks and another batch of wonderful translations to listen to, and maybe even a bit longer of listening to the text and a little bit less of me. Thank you. Thank you very much. Ова е моментот што очекавме. Амбасадорот Гир ќе ги објави победниците на наградата за најдобар млад преведувач Вавилон за 2020 година. This is the winner, добитникот е. So congratulations go to Sasho Danilov. Сашо Данилов го преведе една глава од делото Протокот на смртта од германски на македонски. Честитки. Just hold it like this. There we are. Congratulations. Има уште една награда. Оваа награда е за Adita Zulfio.
Така. Ардита Зулфију преведуваше од шпански, го преведе делото од Место за чекање, но во моментот не беше во можност физички да ни се придружи, заради тоа ќе ни се обрати преку видео. Ве молам да го погледнеме видеото. Hello, this is Ardita. I am sorry that I wasn't able to attend today's ceremony, but I'm very glad that I've been given the chance to record this video so that I can say thank you to everyone. I want to start with the ambassador of the European Union in the Republic of North Macedonia, Mr. David Gear. Thank you. Thank you to the Association of Translators and Interpreters in the Republic of North Macedonia. Thank you to the jury who evaluated my submission, and thank you to everyone involved in the process. It's been a great pleasure to have been able to participate 3 times in this competition, and it's an honor to be called the best young translator in the Republic of North Macedonia. I really hope everyone is having a good time today, and I wish you all the best. Thank you. Thank you very much. Сега повторно ја повикувам професорката Огнена Николски за да ги објави и додели првата и втората пофалница. Thank you very much. Thank you. Овој конкурс предвидува само една прва награда. На поединечно на сите целни јазици. Првата награда за малку избега на Благица Димитрова за незиниот превод од англиски на македонски јазик на делото Парајлија. На третото место според освоените бодови се пласираше Кристина Стаменкова за превод од италијански на македонски јазик на делото Месечевата дама. За жал, Кристина не е во можност да присуствува денеска со нас, но искрени честитки за тоа и охрабрување да продолжи понатаму на тој план и да учествува на конкурсот додека може. Сега јас би ве замолил за една фотографија. Имаме видео. Молам? Технички проблем, да, со второто видео. Може едно family фото сега да направиме една фотографија, ве молам? Станете на средина. Со маски, па со маски претпоставувам или без? Со маски. Јас сум за со маски, ова е историски момент, мислам дека. Без маски? Па ајде нека е без маски, па можеме на дистанца малку. За медиуми. Може сега да. Не, сега ми кажа, само што ме информира дека сега се е во ред со второто видео, предлагам да ја слушнеме и Кристина.
Yes. So, thank you very much. Честитки. Еве, Кристина. Најпрвен би сакала да ви го честитам Европскиот ден на јазиците и да се заблагодарам за ова признание, како и за можноста да учествувам на конкурсот за најдобар млад преведувач Вавилон. Како преведувач од италијански на македонски јазик и студент на мастер студии по кинески јазик на Универзитетот за јазици и култура во Пекинг, сакам да им порачам на сите млади и идни преведувачи да веруваат во себе, да бидат љубопитни, да не се откажуваат од своите соништа и постојано да работат на својот професионален развој. Муна Бекер, професор на катедрата за преведување и толкување на Универзитетот во Манчестер, вели дека преведувачите се добри во она што го работат не само поради осетот за преведување, туку бидејќи тие, како и сите други професионалци, свесно се обиделе да ги разберат различните аспекти од нивната дејност. Така што работа, работа и само работа. Но и да не забораваме и да уживаме во целиот овој процес. Честитки до сите учесници на годинешниот конкурс за најдобар млад преведувач Вавилон. Благодарам. Честитки за Кристина за освоената награда. И аз би сакал само да завршам со уште две информации. Една новина е веб страната www.babylon.mk. Доста е прегледна и практично е што на едно место ќе може да најдете многу информации. Може да се пребарува на 3 јазика, македонски, англиски и албански. Има пристап до архива на текстови и фотографии од минатите изданија, како и совети и корисни линкови. Исто така, првата работилница за тековниот циклус на Вавилон, што беше најавен, ќе се одржи тука во Europe House на 8 октомври. На тој настан ќе бидат објаснети сите детали за надпреварот и заинтересираните ќе имаат можност да поставуваат прашања. Ви благодарам што бевте со нас. Мумлав, много. Мумлав, а? Јасен бев? Не бев скоро, само те гледам дека во очите. Не бев скоро, така? Те познав. Бев возбуден малку.